تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان Welcome holy month رمضان أهلا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون. Благодарност на нашиот Господар Аллах Субханаху ва Та'аля, кој ни овозможи да ги постиме рамазанските денови. Ние веќе потрошивме, изминавме првата третина од Рамазан. Па затоа е потребно да застанеме и да размислиме дали на Рамазанот му го дадовме неговиот вистински хак. Дали навистина ние успеавме да бидеме ослободени од џехеннемски оган. Инна лиллахи утекау минен нар ва залике фи кулли лейле. Аллах Азза ва Джелле има луѓе посебни кои ќе ги ослободи од џехеннемскиот оган. И тоа секоја ноќ од Рамазан Аллах Субханаху ва Та'аля ќе ослободи одреден број на луѓе од џехеннемскиот оган. Дали ние во овие први 10 дена од Рамазан да бидеме токму ние од ослободените, спасените од џехеннемскиот оган? Затоа, драги браќа, решивме да се позанимаваме со темата дали му го дадовме хакот на Рамазанот. Дали му го даваме хакот на Аллах Субханаху ва Та'аля. Бидејќи Господарот вели: Малекум ла тарджуна лиллахи ва қара ва қад халакакум атвара. Што е со вас? Не му го дадовте вистинскиот респект, почит на Аллах, а тој ве создаде во фази. Вистински хак кој му припаѓа на Аллах Азза ва Джелле. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. И луѓето не го извеличија, не го возвишија, не го испочитуваа Аллах како што му доликува на Господарот Аллах Субханаху ва Та'аля. Бидејќи Господарот со неговата милост, со неговата неизмерна милост кон нас, не чува на оваа земја. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Вели Господарот Аллах Субханаху ва Та'аля, кога Аллах би ги казнувал луѓето според тоа што тие го прават на дуња, ма тереке аля захриха мин табе. Нема да остави никој кој ќе гази по површината на земјата. Ќе ги збриши од земјата. Аллах ќе не збриши нас, ќе ги збриши сите созданија, ако постапи Аллах според неговата правда. Меѓутоа Аллах кон нас се однесува со милост. И нашиот влез во џеннет е со милост на Аллах Субханаху ва Та'аля. Па затоа,
Бележат Бухари и Муслим од Абдуллах ибн Мас'уд радијаллаху анху. Джа хабрум минел јахуд. Дојде еден евреин од евреите. Свештено лице од редовите на евреите. И му рече на Мухаммеда саллаллаху алейхи ва саллям: инна накра. Ние читаме во нашата книга, значи во нивниот Стар Завет, во нивната книга на евреите, дека Аллах субханаху ва таала на судниот ден земјите ќе ги стави на еден прст, небесата на еден прст, дрвјата на еден прст, водата и прашината на еден прст, وسائر المخلوقات على أصبع. И сите останати созданија на еден прст. И ќе повика Аллах: енел мелик. Јас сум владателот. Јас сум господарот. Пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем се насмевна на овие зборови, дури му се покажа неговите бели заби, како потврда на зборовите на еврејскиот арабин. Thumma tala qawl Allah Ta'ala, и потоа ги прочита зборовите на Аллах во сурето Зумар: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. И луѓето не искажаат доволна почит на Аллах како што тој заслужува. Не го величаат како што Аллах заслужува величање. А земјата на судниот ден ќе биде во неговиот зафат. وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ. А земјите, небесата ќе бидат стуткани, ќе бидат завиткани во Аллаховата десница. Славен да е Аллах и чист од секоја мана, од она што му го припишуваат неверниците. Значи, драги браќа, Пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем ги потврди зборовите на тој еврејски рабин, дека Аллах има неизмерна сила и моќ и сите створенија да ги земе во неговата дланка, во неговиот зафат и да ги стутка и да повика: јас сум господар. وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ. А човекот не искажа доволна почит кон Аллах субханаху ва таала. Бележи имам Хаким во негов Мустедрек и имам Ал-Бухари во негова книга Ат-Тарих, дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол: дека човекот мин јаумин вулиден, од денот кога е создаден, леу харре ваџхеху саџиден лилlah. Ако човекот од денот од кој е создаден го стави лицето на сеџда, ила јаумин ен јемут, до денот додека умре, во постигнување фи мердатилlah, во постигнување на Аллахово задоволство, лехаккараху јаум ал-кијаме. Тој негов ибадет, тоа негово животно дело во седење на сеџда од денот кога се родил па до денот додека преселил на ахирет, на судниот ден ќе го смета за недоволно. Лехаккараху, за безвредно, бидејќи човекот не може да му се исплати на својот господар, Аллах субханаху ва таала. Кога ќе го погледне својот господар, кога ќе ги погледне дженетските убавини, благодати,
Сето тоа што човекот го прави на оваа дуња, не може да со неговиот ибадет да му го исплати тоа на Аллах субханаху ва таала. Затоа, драги браќа, да се запрашаме дали навистина нашиот намаз го извршуваме во форма во која е задоволен Аллах субханаху ва таала. Колку луѓе влегуваат во намаз, а нивниот шета. А пејгамбер саллаллаху алейхи вели, ти човеку имаш од намазот 1/10, 1/9, 1/8. Колку што си со умот присутен во намаз, толку имаш намаз кај Аллах субханаху ва таала. Почит кон Аллах субханаху ва таала. Почит кон пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем. Респект кон суннетот на пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем. Малик ибн Анес, имамот на Медина, познат алим Малик ибн Анес, во една прилика цитираше хадис на Расулуллах саллаллаху алейхи ва селем. Во тој момент дојде скорпија и го касна 16 пати, а тој не го прекина хадисот на пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем. Ова го вели Ибн Мубарек, голем табеин. Се црвенел, се стискал, поднесувајќи ја болката, но не го прекинал хадисот на Расулуллах саллаллаху алейхи ва селем. Кога одел во Медина, се симнувал од камила, или од магаре, или од конј, и одел пешки во Медина, велејќи, зарем ја да јавам на земјата по која газал Расулуллах саллаллаху алейхи ва селем. И тој одел пешки во Медина. Кога имал потреба да врши физиолошка, мала или голема нужда, се кажува дека Малик ибн Анес излегувал надвор од границите на Медина од почет кон таа земја. Имам Бухари вели, никогаш не сум запишал хадис во мојата збирка без претходно да земам абдест и да кланjam 2 рекати намаз. Од почит кон суннетот на Расулуллах саллаллаху алейхи ва селем. Почит кон учените луѓе. Ебу Ханифа рахимахуллах, Нуъман ибн Thабит вели, ма медетту риџлеје, никогаш кога сум легнал, нозете не сум ги пружил кон куќата на мојот учител Хаммад ибн Сулейман. Иако меѓу мојата куќа и куќата на мојот учител имаше 6 улици. 6 улици, Ебу Ханифе од почит кон неговиот учител Хаммад ибн Сулейман не ги пружил рацете, не ги пружил нозете во тој правец. Ахмед ибн Хамбел вели, мунзу 30 амен ма битту, 30 години еве поминуваат, а јас секогаш кога ќе заночев, правев дова прво за мојот учител, па после за моите родители. Тој е почит кон учениот човек. Зейд ибн Thабит, асхаб, кој бил учен асхаб, еден од оние кои го запишувале Куранот, Аллаховиот говор, доаѓа на превозно средство, Абдуллах ибн Аббас трча и го фача за оглавникот неговото превозно средство, пример камилата, и вели, хакеда умирна ен неф'але би улемаина, вака ни е наредено да постапуваме со нашите учени луѓе, да му фати камилата, оглавникот за камилата од почит поради што е учен човек. Додека Зейд ибн Thабит ја зема раката на Ибн Аббас и му ја бакнува и вели, хакеда умирна ен неф'але би ахли бейти небијина, вака ни е наредено да постапуваме со фамилијата на Расулуллах саллаллаху алейхи ва селем. Тоа било, драги браќа, почит
меѓусебна почит кон суннет на пејгамбер, меѓусебна почит кон учените луѓе, меѓусебна почит кон семејството на Расулуллах саллаллаху таала алейхи васелем. Затоа Аллаховиот пратеник саллаллаху таала алейхи васелем ќе каже во хадис Ебу Давуд, хадис сахих: инне мин иджлалиллахи икраму зи шибети муслим. Од знаците, од показателите на почит кон Аллах е почит кон постарите луѓе. Замислете, драги браќа, показател, доказ, аргумент дека го почитуваш Аллах е да го почитуваш стариот муслиман. Второ, вели пратеникот салаллаху алейхи ва селем: икраме хамил ел Кур'ан, почит кон чуварот на Куранот, почит кон носачот на Куранот. Тоа се хафизите, тоа се учените луѓе, тоа се имамите. Почит кон нив значи почит на Аллах субханаху ва таала. Оној кој не претерува, гајру џафин вала галифи, оној кој не е суров кон Куранот, ниту кој претерува во Куранот. И на крај вели: ва икраме зи султанил муксит. Почит кон Аллах е почит кон владетелот кој е праведен. Почит кон предпоставениот кој постапува според Куранот и Суннетот. Значи, од знаците на почит кон Аллах азза ва џелле е почитување на стариот муслиман, е почитување на чуварот на Куранот, хафизите, учените луѓе. Од почитта кон Аллах азза ва џелле е почит кон праведниот владетел, почит кон предпоставениот оној кој е начело на некоја функција и слично. Затоа, драги браќа, да го обожаваме Аллах азза ва џелле како што Аллах бара од нас, да го почитуваме Аллах азза ва џелле, а особено нашите родители. Рида Аллахи фи рида алвалидейн. Аллах ќе биде задоволен од нас кога ќе бидат задоволни и нашите родители. Затоа, драги браќа, да му го дадеме хакот кој му припаѓа на овој месец. Да му го дадеме хакот на Куранот, дружејќи се со него, читајќи го Куранот, бидејќи оној кој го сака Куранот, го сака на Аллах азза ва џелле. Така вели Абдулlah ибн Мас'уд. Да го сакаме и следиме суннетот на Расулуллах саллаллаху алейхи ва селем. Погледни асхабот Абдулlah ибн Омер радијаллаху анху, кога го слушнал хадисот на пејгамбер алейхи селам, дека муслиманот, ако има ниет, наумил да остави нешто во тестамент, ла ебиту лейлетейн, не смее да му помина 2 ноќи, во васијетуху мактубе, а неговиот тестамент запишан. Значи, човек кој сака да остави тестамент, кој е муслиман, не смее да му помина 2 ноќи, а да нема запишан тестамент. Па вели Абдулlah ибн Омер радијаллаху анхума, вика, откако го слушнав овој хадис на Расулуллах салаллаху алейхи ва селем, никој пат не сум заночил без да имам тестамент запишан дома. Зошто? Следејќи го суннетот на Расулуллах салаллаху таала алейхи ва селем. Вама кадаруллаха хакка кадрих. Вели Ибн Касир би иснадин џејид, со добар ланец на пренесувачи. Инна лилахи малаике. Господарот Аллах субханаху ва таала има мелеки од денот кога ги создал, па се до судниот ден, кои стојат на руку, и мелеки кои стојат на сеџда. Од денот кога се создадени, па се додека дојде кијаметот. Значи, човек кој сака да остави тестамент, кој е муслиман, не смее да му помина 2 ноќи, а да нема запишан тестамент. Па вели Абдулlah ибн Омер радијаллаху анху, откако го слушнав овој хадис на Расулуллах салаллаху алейхи ва селем, никој пат не сум заночил без да имам тестамент запишан дома. Зошто? Следејќи го суннетот на Расулуллах салаллаху алейхи ва селем. Вама кадаруллаха хакка кадрих. Вели Ибн Касир би иснадин џејид, со добар ланец на пренесувачи. Инна лилахи малаике. Господарот Аллах субханаху ва таала има мелеки од денот кога ги создал, па се до судниот ден, кои стојат на руку, и мелеки кои стојат на сеџда.
мелеки кои се на руку постојано и мелеки кои се постојано на сеџда. Па кога ќе дојде судниот ден, рафау руусахум, тие ќе ги кренат своите глави и ќе речат субханек, ма абеднаке, хакка ибадетик, славен да си Господару, возвишен да си Господару и чист од секоја мана. Не искажавме доволна почит кон Тебе, Господару. Не Те обожувавме со вистинско обожување, Господару Аллах субханаху ва таала. Замислете, од денот од кога се создадени, па се до денот на кијамет, тие постојано во руку и во сежда, кои ќе ја кренат главата, ќе речат субханек, славен да си Аллах. Ма беднаке хакка ибадетик. Не Те обожаваме со вистинско обожување. Затоа, драги браќа, колку да правиме добри дела, малку се. Бидејќи на судниот ден, може би едно добро дело може да нас спаси на тој ден. Затоа, драги браќа, да ги искористиме преостанатите рамазански денови во ибадет, во правење на добри дела, во дружење со Куран. Бидејќи овие моменти, овие часови не се враќаат. Го молиме Аллах азza wa jalla да ни даде упатство и патоказ, да го искористиме секој минут, секоја секунда и секој миг од овој благословен месец, да го наполниме багажот за ахирет на денот кога нема да користи ниту богатството, ниту синовите, освен оној кој ќе дојде со чисти дела. И наша последна дова е ен илхамдулилахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуh.